Поштовани гледачи на Спортска мрежа, нова емисија овде од тениските терени во Радовиш. Разговараме со Огнен Алексов, еден од организаторите на Радовиш Опен, на меѓународен тениски турнир. Меѓутоа, пред да започнеме да го најаваме тоа трето издание, Огнен Алексов, тенис во Радовиш, меѓународен турнир. Од каде најпрво Огнен доаѓа во тенисот и од каде е поврзан Радовиш со тенисот, бидејќи знаме дека тенисот како спорт нема некоја традиција во Радовиш? Да, значи јас со тенис почнувам да се занимавам не од некоја прерана возраст, по стапки на некои мои братучеди, бидејќи во мојата фамилија никој порано се нема занимавано со тенис. По братучеди од моја 10-та година сум во тенисот, можам да кажам. Пред тоа скрос немам тренирано нити ништо. Од мојата 10-та година, тоа што 2013-та, од тоа лето, 2013-та, со почеток во тенискиот клуб АС, кој што е во Радовиш еден и единствен, и тренерите Христо Спасов и Гоце Манев. Самата желба за тенис доаѓа сосем спонтано кај мене, бидејќи, како што кажах, никој порано во мојата фамилија се нема занимавано со тенис, немаме некоја историја, не само ние како фамилија, туку и градот Радовиш, како град Радовиш воопшто не е ни познат, нити пак има некоја историја за тенис. Активен ли си се уште во тенисот, на каков начин? Не, моментално не сум активен играч, моментално се занимавам со тенисот како тренер во истиот. Да, малкумина знаат дека од 2022 јас сум и лиценциран тренер во тенис. Минатата сезона 2023 бев дел од Самбал Тенис, една голема европска организација која што работат по доста големи ресорти како во Европа, така и во целиот свет. Бев на Крит во Грција, во Мериот хотел 3 месеци. Слободно можам да кажам дека едениот од најлуксузните ресорти во Грција, дефинитивно најлуксузниот ресорт на Крит и еден од полуксузните ресорти во Грција. Значи ли дела дека, пошто спомна дека имаш лиценциран тениски тренер, значи тоа дека ете сериозно навлегуваш во тие тренерски води? Да, сега се уште е почеток, не можам да кажам дека имам некоја големо искуство со држењето часови и со одржавањето на играчи, но чекор по чекор сепак е почеток на кариера како тренер. Исто така, многу малку луѓе знаат дека оваа година требаше да бидам дел од еден од поголемите кампови во Соединетите Американски држави, камп Скодак, но за жал не успеав да добијам виза. Но сепак желбата останува, трудот и работата, надевам се дека еден ден ќе бидат исплатени и дека веќе луѓето гледам дека по светот, како по светот, така и дома го препознаваат мојот талент и навлегувам се повеќе и повеќе во тенисот како тренер. Млад, меѓутоа со доста добар ентузијазам, јас би рекол, во тенисот. Кажавме накратко околу тоа како Огнен доаѓа во тенисот, како ете сега ти од играч си продолжил да бидеш тренер, меѓутоа како доаѓа таа идеја во Радовиш да има меѓународен тениски турнир, како што кажавме, нема некоја историја Радовиш како спортски град, јас би рекол, со оглед на фактот дека нели имаше борење, светски, европски шампиони, меѓутоа како меѓународен тениски турнир токму во Радовиш? Па идејата за Радовиш Опен е скроз спонтана, значи доаѓањето до самата идеја, од моментот на идеја до реализација е скроз мал период и скроз спонтан период. На почетокот на мојата кариера, ајде да кажам, како играч, јас никош не сум замислувал дека ќе дојдам до самото оваа ниво, да еден ден, како што ќе сум играч, така ќе станам и тренер, ќе завршам курсеви, ќе земам лиценца. Тоа не е било никогаш во план, но сепак тоа се некои чекори кои што се создадени од Господ и јас сум ги само следил. Доаѓањето до идејата за Радовиш Опен е, како што кажав, скроз спонтана. Да не спенува идеја преку ноќ. Па да, баш буквално. Идејата за Радовиш Опен е, мислам, идејата доаѓа околу почетокот на август месец. Првото издание на Радовиш Опен е 2022 година. Идејата доаѓа некаде околу почетокот на август, памтам дека на 4 август го имам креирано Инстаграм профилот лично јас, значи буквално преку ноќ јас ќе правам турнир и утреден те креирам Facebook страна, Инстаграм профил и објавувам дека прво место за Радовиш Опен 2022 ќе биде 20.000, а второ место ќе биде 12.000. Значи буквално се случува, ајде, нека не биде 24 часа, нека биде неполни 48 часа 100%. Креирам буџет, кој што тај буџет јас се уште го немам. Буџет кој што јас треба за почеток да го исполнам и да го дадам со непријавени играчи, да го дадам од мојот личен џеб, што и така и беше искрено.
Колку време е од моментот на доаѓањето на таа идеја до моментот на започнувањето на турнирот беше таа временска рамка? Ако профилот беше креиран на 4 август, турнирот Radio Shopen 2022 беше организиран на 3 и 4 септември, значи за неполн месец. Без буџет, без пријавање, без ништо, да. И то пак она клучно, како, од каде да речем, ти се будиш преку нак буквално кажано, доаѓаш до идеја, од каде баш идејата? Претходно дали се размислувал за нешто такво? Не. Со оглед на факт дека си во тенис, претпоставам си одел нели на други меѓународни турнири си гледал како што има. Сум бил дел од турнири, но не од меѓународни, сум учествувал на турнири кои што се биде тука во Македонија. Но во меѓународни не сум бил и самата идеја за Radio Shopen никој не очекуваше дека ќе дојде до оваа ниво кој што моментално е. 2022, како што кажах, за непол месец дена од идеја преку ноќ до реализацијата беа потребни неполни 30 дена, да кажам слободно. Во меѓувреме, на самиот почеток јас порачувам топки од моментално од нашите спонзори, од Sport Active и Dunlop. Ги плаќам со мои лични пари, значи парите ги вадам од джеб, да не спомнувам сума колкава е била. Не е било некоја вау, но не е ни било некоја така со оглед на фактот дека почнуваш така без спонзор, без ништо, без ништо, скроз на голо, да кажам. Било е само идеја, желба и труд. Се работило дење ноќе и таа прва година слободно можам да кажам, ако таа прва година ја ние поминаваме дека дадеме некоја основа за самиот настан, мислам дека ќе можеме да се одржуваме некој одреден период да го организираме самиот настан, но како што кажах, самата идеја на почетокот не беше уопште ни замислено дека Radio Shopen ќе успее да достигне до меѓународно интернационално ниво, да долани минатата година 2023 успеавме да привлечеме играчи како од Македонија, така од Србија, Бугарија, Романија, па се до Англија, Америка и Јапонија. Ова е наистина добар предизвик за Radio да донесете играчи од Јапонија, од Англија и така натаму. Сега ова година е трето меѓународно издание. Претпоставам дека веќе пријавите се отворени, претпоставам дека има и пријавени играчи. Каква е замислата ствари за ова меѓународно трето издание на Radio Shopen? Почетниот план за Radio Shopen 2024 беше нешто сосем различно до сега, каде што веќе го имаме финалниот изглед како Radio Shopen ќе изгледа, Radio Shopen 2024 ќе изгледа. Планот беше да бидат направени две групи со 8 професионални играчи, значи станува збор за стварно професионални играчи кои што се топ 500 во светот, но за жал не е изводливо, бидејќи самите тие играчи моментално се насочени кон професионални турнири, освојување на поени, надпреварување на ATP тур. До промената доаѓа, тоест клучни се исто и финансиите тука, затоа што настанот тој вид има стварно потреба од доста голем број и големи финансиски средства. Промената доаѓа да се врнеме на стариот начин, организација на турнирот кој што ќе биде ждреб од 32 играчи, значи максимумот ќе биде 32, затоа што условите кои што ни ги налага Радовиш и самата инфраструктура е максимумот кој што можеме да го изведе. Исто така и датумот ни е сменет, па доста ново да кажам. Но ако го спомна за минувањето на датумот, ова година е нов датум, меѓутоа дали тоа значи дека овој датум ќе се фиксира за воиднина да биде како еден традиционален или сепак зависи од некои други околности? Не, тука зависат многу фактори кои што не само кај нас како организатори, тука и се исто играчите, без кои што без нив нема да може ништо да биде изводливо. Исто така и финансиските средства како ќе располагаме со буџет, зависи од периодот и доста други фактори. А она што е спомна за инфраструктурата, претпоставам дека овде кај што снимаме ова емисија ова се два терени. Каква е замислата од овде? Претпоставам дека ќе треба да се монтират можеби некој столчен за да дојде публика, очекувате ли публика да има? Каква е замислата пред да започнеме со оној друг организацијски дел од разговорот? 2022 што првата година ние го поставиме, ајде да кажеме, основата на Radio Shopen. Беме изненадени, позитивно изненадени колку уствари луѓе има заинтересирано да бидат дел не само како учесници, туку да дојдат и како публика да гледат. 2022 успешно имаме пријавено над 64 играчи, тоа е сериозна бројка, но за жал бидејќи таквини се условите, со два терени максимумот што можеме да го изведеме од тие два дена првата година беше 32. Сега
како што гледаме како турнирот расте, како настанот расте, како играчите се зголемуваат, како сериозноста на играчите се зголемува, како има се подобри и подобри. Минатата година 2023 турнирот беше 8, 9 и 10 септември, 3 дена. Исто така и оваа година 2024 Радој Шопен ќе биде задржан на 3 дена, кој што ќе трае од 21 до 23 јуни. Така. Скроз, значи нов датум. Така. Од организацијски аспект на нас многу повеќе одговараше јуни да биде. Исто така и од гледна страна дека дел од играчите кои што се во Америка и се занимаваат со коледж тенис, со универзитетски тенис, се повеќе по нивните домови, дали во Македонија, дали во Србија или во Бугарија. И можам да најавам дека ќе имаме веќе неколку потврдени играчи кои што ќе доаѓаат од далечни држави. Да, слободно можам да кажам дека тие се со целосен престој во Америка, ајде да кажеме. Спомна дека интересот е голем. Дали те размислувате како Радој Шопен, доколку бројката од 32 играчи се надминува веќе и да речем побровачката, ајде условно кажано, е поголема, дали тој тенис да се продолжи, тоест турнирот да се продолжи на 4 на 5 дена или да се изнајдат некои други ресурси и можности за да се примат и другите, односно таа бројка што ќе биде над 32 на преварувачи. Оваа година мислам дека ќе останеме на тоа да бидат 32 играчи, да се задржа турнирот на 3 дена, да немаме зголемување, ништо повеќе, ништо помалку, да се надеваме дека бројката од 32 ќе биде исполнета. Но со оглед на тоа дека како годините минуваат, турнирот зима и самиот проект зима голем замав. Иднина да кажеме дека има, не да кажеме дека иднина сигурно има. Да се надеваме дека со тек на времето, ајде дека не биде 2025, нека биде после некоја година во блиска иднина, дека ќе успееме да направиме и еднонеделен турнир, ајде да кажеме 5 до 7 дена, каде што ќе имаме поголем број на играчи, каде што ќе имаме поголема заинтересираност, публика со се скроз нов проект, ајде да кажеме скроз. Се вратиме најглавното, меѓународниот турнир трето издание. Да. Пријавите веќе се во тек, колку ете досега има пријавено на преварувачи, потврдени сигурно што ќе и од кои држави ете доаѓаат, освен од Македонија? Да, моментално имаме пријавено околу 20 или 21 надпреварувач, освен од Македонија веќе имаме потврдени сигурни од Грција, Бугарија, Србија, се до Русија. Ова е интересно. 4-5, ајде, Грција, Србија, Бугарија, Русија и Македонија, 5 држави сега за сега. Моментално сме у преговори со играчи од Холандија и од Велика Британија. Надевам се дека преговорите ќе родат позитивен плод и дека Радојш пак по втор пат ќе гледа извонреден тенис и ќе гледаме 3 дена извонредна забава. Како можете да ве контактираат вас за да се пријават пред се оние кои што се од страна? Дали вие ги барате тие играчи, дали не знам преку социјалните мрежи сте застапени со спонзорирани објави во нивните држави, па така ви изноѓате или имате некои други контакти од минатото? Начинот на контакт на играчите од страна првично кои што не контактирате углавно преку нашите социјални мрежи, преку Facebook и Instagram, затоа што таму моментално располага. Таму како сте Радој Шопен? Радој Шопен, да, значи да можете Радој Шопен и тоа е тоа. И на Facebook и на Instagram. Располагаме со неколку луѓе во Србија и во Бугарија кои што секогаш се беа отворени и ни помогнаа исто и лани, така и оваа година за контакти од некои играчи кои што лично јас ги контактирах. А дел од истите се и се контакти кои што се не нас контактирале преку Инстаграм. Има ли пријавено веќе од Радојш, односно да речеме како Радојш нели домаќин на турнирот, да има радојшки? Па мислам дека нема да биде вкусно ако кажам дека нема радојшани. Да, факт е дека ќе има радојшани на турнирот и на нас ни е чест и задоволство дека се уште кај нас радојшаните има и желба и интерес за учество на овај турнир. Со оглед на тоа дека на турнирот ќе ги имаме сите категории, сите од најслаб аматер до некои средно добри играчи, па се до бивши професионалци и активни професионалци. Ова е турнир во машка конкуренција. Дали е дозволено да се пријави некоја девојка да настапува, да игра нели против? Мислам дека нема да биде ферски, ајде да не звучам феминистички, ама мислам ути не би било ферски ако категориите бидат измешани. Да се надеваме дека у некоја блиска иднина дека ќе успееме Радој Шопен како што е било машка конкуренција, така ќе добие конкуренција за жени,
па некоја јуниорска конкуренција, па конкуренција во двојки. Значи, Искрено да кажам дека веќе имаме заинтересираност и за конкуренција во жени. Бевме контактирани од страна на неколку грчки девојки кои што беа заинтересирани за влез во Радој Шопен, но самите тие кога ние им одговараме дека турнирот е во машка категорија, не сакаат да играат во машка категорија. Меѓутоа, дали те размислувате да се направи за почеток некој ривијален надпред да се одигра, не знам, од 4-8 девојки кои што чисто нели символика да се даде самиот турнир, да се најави дека во иднина вие размислувате да ги прифаќате и девојките, односно да се прошири од машки во женска конкуренција овој турнир. Со оглед на тоа дека самиот проект веќе од позитивна гледна страна дека расте во позитива. Така. Искрено веруваме дека следната година ќе успееме у најмала рака да направиме, како што викате, некој ревијален надпревар од неколку девојки кои што ќе успеат да го покажат нивното најдобро, но сепак тоа е се уште само план во кој што ние треба прво да веруваме, а после да работиме на истиот за да биде реализиран. Она што е друго важно, доаѓаат надпреварувачи, лани спомнавте од Јапонија, доаѓаат сега од Русија. Претпоставам меѓутоа и сите оние кои што се домаќини меѓутоа од подалечните градови дека тие мора да бидат сместени овде. Како ете Радовиш располага со тие сместувачки капацитети? Да, Радовиш има сосем доволен број на соби и на места каде што истите играчи ќе бидат сместени. Ајде, кај нашите подржувачи од Хотел Магмар, таму ќе бидат нашите играчи сместени. Благодарение на нив, ние ќе успееме да им дадеме неверојатен и извореден престој на сите и одлично искуство, кој што веќе втора година поред имаме пријавено исти играчи од Србија и од Бугарија, кои што лани минатите години. Значи тие традицијата ја задржуваат да доаѓаат. Се задоволни. Беа задоволни и од организацијски аспект, и од спортски аспект, и од забавен аспект, од секоја гледна страна и веќе втора година поред сами се јавуваат за да бидат дел од настанот. Не сакаат да испуштат место, сакаат да си закажат свое место у турнирот и да бидат дел од нашиот. До кога е крајен рок за пријавување со оглед на тоа дека турнирот започна 21 јуни, крајен рок би бил некој 18 јуни. Значи се приближуваме веќе до уште некои 15 на дена до затварањето на пријавите. Се очекува ли да биде пополнен тој број од тие 32 надпреварувачи? Да, очекуваме у најмала рака барем да имаме 24 пријавени, кои што ќе успееме да ги сместиме во еден ждреб со 8 носители. И па дај Боже нека бидат и 32. Ајде. Што на друго што може да откриеме во однос на самите тие три надпреварувачки денови? Каква е замислата, односно како тече програмата за првиот, за вториот, претпоставам веќе во трети ден ќе бидат тие финални надпревари со кои што ќе се затвори самиот тој турнир? Да, во петок, тоест на 21 јуни ќе бидат одиграни првите две кола, значи петок имаме цел ден со мечеви од наутро некаде околу 9-10 часот па се до дале, додека не бидат возиграни првите две кола. Сабота е веќе закажана, четвртфиналните надпревари наутро и полуфиналните надпревари попладне, некаде околу нека биде 17 часот, бидејќи и времето ќе биде топло, да се надеваме дека нема да има дожд. Така. И исто како што кажавате, недела ни е закажано големото финале. Од организацијска гледна страна, гледачите може да очекуваат наградна игра, доста награди за публиката, да не ги откривам истите, ќе оставам да дојдат, да видат и да бидат дел од настанот, да бидат дел од наградната игра и секој, апсолутно секој би можел да биде закитен со било каков спомен, било каков сувенир од Радој Шопен. Видов дека овде има и рефлектори поставено, дали тоа значи дека ќе се одиграат и некои надпревари под рефлектори? Ако има потреба, да, но сепак сметам дека најдобро би било настанот да биде завршен при ден. Одно што друго што спомнеме, овде моментално гледам дека нема можност за, претпоставам дека вие ќе иместите и столчиња. Каква е замислата, кој е капацитетот кој што вие може да го поставите на такви столчиња, каква е бројката што вие очекувате пред се во финалниот ден? Минатата година бевме соочени со еден проблем, во наводници да биде проблем, каде што капацитетот беше пополнет за рок од 5 минути уште по почетокот на финалето. Беа достапни некаде околу 150 столови и сите беа пополнети, плюс имаше доста луѓе кои што стоеа, значи капацитетот беше околу 150 столови и ајде нека бидат уште 50 луѓе кои што стоеа на самиот турнир. На самото финале.
со оглед на тоа дека оваа година очекуваме доста повеќе публика, не само за време на финалето, туку и за време на полуфиналните надпревари, четвртфиналните надпревари, кои првиот ден каде што ќе бидат одиграни и првите мечеви. Не можам да кажам кој меч би бил најинтересен, би ги поканил сите да бидат дел од настанот цело време, за тоа што втора шанса нема, реприза тешко дека ќе има, затоа што ова е една година, следната година може да има нешто друго, нешто подобро, да се надеваме на подобро. Да. Колку екипа стои позади тебе како главен организатор на овој настан? Претпоставам дека имаш луѓе кои што ти помагаат во целата ова организација за да еден ваков меѓународен турнир изгледа нели како што треба да изгледа. Да. Како што кажах јас и на почетокот, самиот почеток не беше замислено уопште за да дојде до оваа ниво. На самиот почеток јас бех скроз сам. 2022 јас го организирах 100% од самиот настан, јас го организирах сам, без помош никаква од никој. Веќе минатата година имав подршка од некои од моите најблиски пријатели, роднини кои што беа секојаш тука за мене од било која страна, но сепак ајде да не претерувам, нека биде 90% од самиот настан беше под моје водство, како турнамент директор можам да се ставам јас и организатор на истото. Исто и оваа година, да. Тимот расте, веќе се вклучуваат се нови луѓе, дизајнери, луѓе кои што водат социјални мрежи, од таа гледна страна. Од гледна страна економска, организацијска, тој дел пак останува на мене. Кажи ми каква е поддршката пред се тука од локалната самоуправа, претпоставам дали имаш помош и од самиот бизнис сектор овде во Радовиш? Да, благодарение на општина Радовиш и благодарение на бизнис секторот, овај турнир ќе биде организиран трета година поред. Ако не се биле општината и бизнис секторот на Радовиш, ова уопште не би било замисливо, нити пак изводливо. Да, тука се како поголемите фирми, така и доста од помалите бизниси во Радовиш, кои што веќе слободно можам да кажам трета година безусловно не нас поддржуваат, веруваат у нас, веруваат у нашиот проект и веруваат дека еден ден Радовиш Опен ќе достигне некое скроз професионално ниво каде што ќе успееме да донесеме мојата замисла да биде реализирана до скроз професионален настан во Радовиш. Она што е друго, спомнавме за самата инфраструктура. Вие како вие сте прв настан спортски, јас би рекол, од аспект на тенисот, кој што носи играчи надвор од Македонија. Тоа значи дека тенисот го правите да се поблиско до самите радовишани и да се подигнете, да речеме, интересот. Во моментот има и тренинг со мали дечиња. Каков интересот за тенисот овде во Радовиш пред се од најмалите? Интересот за тенисот, за жал можам да кажам дека опаѓа. Можам да се сетам на деновите кога јас почнах да тренирам, ние бееме сигурно 70 деца поделени во неколку групи кои што тренираме, а сега за жал знам дека се сега и дел од децата на Кенгур, бидејќи бев дел од нивниот тренинг малку. За жал опаѓа, да, сепак се уште е супер дека гледам дека има некаде околу 15-20 деца кои што активно тренираат тенис, но целта и на Радовиш Опен е пред се на најмалите да им го представиме тенисот како спорт, бидејќи не е толку лесно достапен. Преземате ли ви некои активности како претпоставам дека сте здружение на граѓани, вие сте нека организација. Преземате ли некои чекори да можете тенисот да го представите до пред се најмалите по училиштата за да дојдат нели на терените? Не, моментално таа идеја се уште не е реализирана, не сме дојделе до ниво да го представиме тенисот на тој начин по училишта со флаери и се слично, но идеја имаме за оваа година да направиме како на самиот финален ден како мала представа на тенисот, каде што ќе бидат вклучени од најмалите до најстарите во парови и една забавна игра која што е се уште план да биде реализиран, но не се надевам се дека последните 20 дена, 15 дена ќе успееме да го склопиме скроз концептот и самата идеја да биде реализирана, каде што ќе вклучиме, како што кажах, доста од најмала возраст до до сите најстари. Веќе претпоставам дека се подготвувате во финална фаза, очекувате веќе да се финишираат пријавите. Што е на друго што е важно за вас како организацијски план и што веќе може да се очекува друго пред самиот почеток на турнирот? Дали веќе, пошто кажавме, остануваат уште 15 на дена до крајот на пријавите, дали освен тоа што водите преговори со некои од играчите, имате некои други поважни активности кои што треба да се направат за да може да му долове на играчите, мислам на гледачите, како вие всушност го правите овој
позади се ова што ќе го видат самата публика, како изгледа да Behind се the спрема scenes. еден ваков така, како изгледа еден Па не. ваква организација. Бидејќи знаеме дека имало многу спортски настани, не само тенис. Една година доаѓаат па потоа голем залак во организација, па се откажуваат, па пропаѓаат. Како вие тука се држите во тој дел? Па најтешкиот дел од самата организација уствари се финансиите, кои што за среќа, благодарение на нашите подржувачи, на нашите спонзори, како генерални спонзори оваа година ги имаме Freight Bull, кои што веќе втора година поред не подржуват и сме од дното на душа благодарни, можам да ги кажам јавно. Исто така тука оваа година ни навлегува и Јадор Инженеринг. Голема благодарност исто и да нив, кои што несебично ја покажуваат подршката према спортот и према Радови Шопен и веруваат у нашиот проект, кој што еден ден сите ние заедно паралелно ќе пораснеме во нешто доста поголемо од кое што сме моментално. Колку е наградниот фонд оваа година за прво, за второ, за трето место и како е тој дел тука? Да, бидејќи во тенисот нема трето место, полуфиналистите оваа година втор пат поред ќе се закитат со по 12.000, тоест 200 евра. Финалистот ќе биде закитен со 36.000 денари, тоест 600 евра и победникот на турнирот ќе си однесе дома 1200 евра. Значи ова е сериозна... Доста сериозен награден фонд, да, каде што самиот награден фонд изнесо 2200 евра. Голем залак, искрено можам да кажам, но со труд, со работа, со поддршка, се може да биде реализирано. Каква е инфраструктурата? Претходно спомнавме за инфраструктурата, значи овие се единствените два тениски терени во Радовиш. Да, единствените два тениски терени на тврда подлога, во Радовиш располага со уште два терени на земјена подлога, кои што се уште не се до ниво каде што може да биде организиран настан од карактер како што е Радовиш Опен. Од терените сме сосема задоволни, бидејќи се единствени на тврдо подлога во Радовиш, немаме никој избор, настанот ќе биде повторно тука организиран и се надеваме дека традицијата како ќе биде задржана, така на нас ќе ни бидат достапни барем уште најмалку два терени. Отворени сме, слободно можам да кажам ако има некој инвеститор заинтересиран за да... Спомна за овие други два терени, што на клучи што треба таму да се направи за да може да исполнуваат услови за еден ваков... Одржување, тоа е тоа, редовно одржување, да се уложи нешто ако треба. Јас не знам у кое стање се моментално, но последните пати знам кога бев дека они се добри, да не се разбереме погрешка, они се добри, но се уште не се на ниво каде што може да биде организиран настан. Значи сепак треба да се размисли во таа насока да се и тамо нешто апсолутно, вие како апсолутно. Јас би рекол водечка движечка сила овде во Радови за тенисот, размислувате нешто да се покрај некои вакви инициативи, да барате нели помош од локално самоуправа бизнес сектор за да се вложи да се одржуваат овие тениски терени. Веќе е размислувано на таа тема да биде побарана поддршка од локална самоуправа и од бизнес секторот или некој инвеститор кој што пред се би уложиле у спортот, после това у нас како организација, затоа што Радови Шопен не значи дека ќе застане со турнир во машка конкуренција. Радови Шопен има визија, има проект кој што може на крајот да вроди плод до организација на доста посериозни настани, не само од машка конкуренција, како што кажаме и преска, во женска конкуренција, во конкуренција на двојки, јуниорски конкуренции, па се до некои попрофесионални нивоа на тенис. Што е се друго размислува да направите од завршувањето на третото до почетокот на четвртото меѓународно издание, че имаме една година? Ќе има некои активности кои што виете би ги направиле за да и вие како здружение Радови Шопен да бидете активни се до почетокот на следното четврто издание? Да, не сме размислували уште на таа тема, дали би можеле во меѓувреме да направиме нешто. Беше се размислувало да почетокот на октомври биде реализиран втор турнир од аматерски аспект, значи на некој символичен награден фонд каде што ќе бидат вклучени, значи скрос сите, дали некој што е скрос аматер, мислам почетник, или до аматерски без професионалци, скрос само за нешто забавно, нешто локално. Така. Значи да го финишираме разговорот во полека, останува уште нешто да потенцираме точниот датум на одржување на тенисот ние од 21 јуни до 23 јуни. Ќе ги поканам сите гледачи да бидат дел од настанот, како родовишани, така и од околината. Значи тие 3 дена ќе биде спортска манифестација во тенисот. Кажавме уште еднаш, ни доаѓаат засега имаме најдалечниот преговарувач кој што доаѓа дури од Русија, во преговори сте со
надпреварувачи од Холандија. Да. А може ли да дојде уште некој од Јапонија, од Америка, од Велика Британија, како да се повтори на традиција од лани? Да се надеваме дека во контакт сме исто со истиот играч од минатата година, сепак не е мала работа да се донесе играч од Јапонија, тука се многу фактори кои што морат да се поклопат, многу котки кои што морат да се поклопат за нивното учество да биде изводливо во Радош. Супер, благодарам Огнен за овој разговор. Јас себе ќе ви посакам на вас како организатор, главен Благодарам. организатор на овој настан да биде секако што треба да поминете во најдобар ред. Ние како медиум ќе го поддржаме овој спортски настан. Ние се гледаме на 21, 22, 23 јуни овде на тениските терени во Радош. Благодарам на поканата да бидам дел од вашата емисија и благодарам на целата поддршка од 21 до 23 не само со вас, па се надевам дека и со сите гледачи ќе се гледаме у Радош. Почитувани гледачи, ова беше Огнен Алексов со кој што разговаравме за третото меѓународно издание на Радош Опен. Тоа е тениски турнир кој што ќе се одржи од 21 до 23 јуни овде на овие единствени тениски терени во Радош. Претплатете се на нашиот YouTube канал за да ги следите малку најновите случувања од македонскиот спорт.